civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Почитувани колеги, Државната комисија за спречување на корупција денеска ја одржа, односно се уште ја одржува својата 30-та седница. За седницата беше предложен дневен ред, усвојување на записници, усвојување на нашето ново лого, кое што го усвоивме и од денеска ќе важи, како и усвојување на извештај за спроведувањето на досегашната програма. Следната точка беше постапување по предмети. Она што би го издвоиле и што ќе следи понатаму како соопштение за јавноста преку вас медиумите, ќе се однесува на следното. Значи, првото прашање се однесуваше на донациите. Донациите во време на криза, како што знаете, Државната комисија веќе го следи ова прашање со донациите и до надлежни институции имаше доставено барање за потребни информации, и тоа до надлежните институции како Управата за јавни приходи, Царинската управа, Министерството за правда, Министерството за здравство и Секретаријатот за европски прашања. Од сите информации што ги добивме, направивме една база на податоци врз која што анализиравме и видовме дека најголемиот број на донации се слеани во Министерството за здравство. Понатаму ќе го следиме текот на донациите и договоривме веќе средба со директорката на инспекцијскиот совет за да се договориме за следни активности како ќе постапуваме во тој дел заедно со инспекторите. Понатаму по собствена иницијатива го разгледувавме и предметот, односно основите за разгледување на предметот за Ден Дончев. По допрен глас од медиумите утврдивме дека поранешниот директор на Фондот за здравство наводно остварувал некакви приходи. Ние проверивме во нашата евиденција и утврдивме дека тој нема пријавено дополнителни приходи. Работиме на случајот да го докажеме неговото, да ги докажеме приходите што тој ги остварил, дали е тоа точно или не е точно, и доколку утврдиме дека постојат елементи, од наша страна ќе покренеме прекршачна пријава за непријавување на дополнителни приходи. Денес исто така завршивме еден предмет кој што подолго време го анализиравме и го работевме, а се однесува на Holiday Inn, на продажбата на градежното земјиште кај паркингот Holiday Inn. Овој предмет беше отворен по собствена иницијатива, по наводи изнесени во медиуми за сомневање за злоупотреби и незаконитости поврзани со продажбата на парцелата, но исто така и по предмет оформен по пријава во која се содржани наводи за одредени неправилности при водење на постапка за денационализација, која се однесува на спорни катастарски парцели во општина Центар. При тоа, ДКСК ги констатира следните состојби. Продажбата на парцелата ја извршило Министерството за транспорт и врски врз основа на извод од деталниот урбанистички план, кој не се применува согласно одлука донесена од Советот на општина Центар за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови. Изводот од планот го издал градоначалникот на општината за наводно решавање на имотно-правни односи, а во барањето на подносителот е наведено дека изводот од ДУПОТ е потребен за дооформување на парцелата. Изводот издаден од градоначалникот не содржи известување или напомена дека ДУПОТ за кој се издава изводот е под мораториум и може да претрпи некакви измени при негова ревизија. Понатамо, парцелата е продадена врз основа на позитивно мислење од страна на државниот правобранител, кој до Министерството за транспорт и врски испратил мислење во кое вели дека нема правни пречки да се изврши продажбата на земјиштето. Исто така, државниот правобранител во дописот кој што го достави до Државната комисија за спречување на корупција истакна дека градежното земјиште е оттуѓено врз основа на важечки детален урбанистички план од 2012 година и укажува дека како прилог на документацијата е доставен е изводот од ДУПОТ издаден од градоначалникот на општина Центар. Станува збор за истиот овој ДУП кој што претходно го коментирав. Понатаму, дел од ова земјиште што го продава Министерството за транспорт и врски
и тоа некаде околу 625 метри квадратни, е на семејство што започнало процес на денационализација во 2003 година. Но поради измени во Законот за денационализација од декември 2010 година, според кој се дозволува располагање со имот што е предмет на денационализација, земјиштето е продадено пред да биде завршен процесот на денационализација. Пред оваа измена, постоела апсолутна забрана за располагање со имотот предмет на денационализација, без никакви дополнителни услови, со што се заштитувал имотот предмет на денационализација, се заштитувале правата на поранешните собственици или нивни наследници врз тој имот и се овозможувало на крајот остварување на целта на законот, а тоа е враќање на имотот на собствениците, односно на наследниците. Наведената измена сметаме дека не е во согласно со Уставот, според кој граѓаните се еднакви пред Уставот и законите, а правото, каде што и собственоста е право, е една од темелните вредности на уставниот поредок. Врз основа на наведеното, Државната комисија најнапред ќе упати барање до Уставниот суд да изврши оценка на членот 64 од Законот за денационализација, а понатаму укажува дека поради фактот што земјиштето е продадено во време на мораториум, кога ДУП-от се ревидира и може да претрпи одредени измени, постои реален ризик од влијанија на собствениците на тоа земјиште врз натамошната постапка на ревидирање и донесување на ДУП-от од страна на Советот на општината. Затоа ДКСК укажува дека градоначалникот и Советот на општината треба да се придржуваат на стандардите и нормативите со кои се обезбедува зголемување на степенот на хуманоста на живеењето, подобрување на условите преку плански одредби кои воведуваат повисоки стандарди во однос на постојната состојба или во однос на претходниот урбанистички план, при тоа да се изврши хармонизација, хуманизација на просторот со плански одредби кои што ќе го штитат пред се јавниот интерес. Со оглед на големиот интерес на јавноста и сензитивноста на ова прашање, Државната комисија ќе покрене иницијативи за преоценка на законските решенја, со помош на кои се овозможува системска, односно законска корупција и ќе следи судбината на оваа парцела со решенијата кои што ќе бидат предложени во идниот детален урбанистички план. Понатаму, следно прашање кое што го разгледувавме беше јавните набавки кои што ги спроведувала општина Охрид за склучување договори за економски оператори кои што ќе ги уриваат бесправно изградените објекти. Врз основа на информациите кои ги добивме, дојдовме до сознание дека општина Охрид само во 2019 година има склучено еден договор со еден економски оператор и тоа во вредност од 1,5 милиони денари заедно со ДДВ. Сметаме дека поради тоа што ова е премал износ за справување со дивоградбите, Државната комисија за спречување корупција ќе упати барање до владата да ги преземе сите активности, за да ги преземе надлежностите на сите општини кои што се наоѓаат во овој регион, кој што е заштита под УНЕСКО, и да се справи со објектите кои што се бесправно изградени. И последното прашање што би сакала вака да го споделам со јавноста е тоа дека, разгледувајќи предмет кој што се однесуваше на јавното предпријатие за стопанисување со објекти во собственост на државата, Државната комисија увиде дека постојат низа слабости во работењето на директорот, поради што ќе упати иницијатива за поведување на одговорност до владата на Република Македонија, значи да владата да утврди одговорност на директорот, но поради тоа што постојат и основи за сомневање за злоупотреба на службената должност, ќе упатиме исто така иницијатива до соодветното јавно обвинителство да постапува по овој предмет. Се работи за тоа што утврдивме дека директорот издавал под закуп спортски објекти кои што по законот за спорт не треба да ги издава бидејќи тие се суштински, но и ги издавал, односно склучувал договори за закуп без